Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Изминативе 30 години се изнаслушавме безброј лажни ветувања и измислена битка помеѓу левото и десното. А ветувањата се секогаш пополно исти. Многу пати повторувам дека ова не е битка помеѓу левица и десница, туку е битка помеѓу новото и старото, и така треба да се гледа на целата состојба денес. Лидерите на двата политички блока, од СДСМ и ВМРО-ДПМН, упорно ја залажуваат јавноста дека Заев ќе донесе правда и ќе го врати Груевски да одговара во земјата, а дека Мицковски ќе го реши Заев. Слушнаме ветувања за правда, за подобар живот, за повисоки плати, за подобра социоекономска положба, за казнивост на политичарите, политичка одговорност, но не добивме ништо. Јас за време на референдумот, многу искрено и честно, ви се обратив и ве известив дека тоа е умислена и уиграна игра помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, поточно помеѓу господата Заев и Мицковски, и ве известив навреме на кој начин и кој ќе биде резултатот од референдумот и на кој начин ќе завршат процесите со Преспанскиот договор. Тоаш не ми поверувавте и им поверувавте на оние кои ве лажеа со лажен бојкот за да се обезбедат лична слобода. Овој денешен прес, ова денешно обраќање, ве молам да го запомнете, зашто исто ќе ве потсетам после изборите дека навреме су ве известил. Известувањето е следно. Констатирам дефинитивно дека не постои никаква разлика помеѓу господинот Заев и господинот Мицковски. Со само една мала забелешка, дека господинот Мицковски е најдобар лидер на опозицијата, но само за Зоран Заев, а не и за Македонија. Само Зоран Заев е тој кој инсистира и прави се што е во негова моќ да го задржи на позицијата лидер на опозицијата. Сите ние сакаме промена на власта во земјата, но ако гласате за Мицковски, тоа нема да се случи, нема реално да се случи и никогаш нема да биде симната елитата која 30 години го прави истото кој го прави со нашата држава. И повторно ќе имаме промена на еден со друг, друг со трет, а во суштина станува збор за една структура и иста матрица. Тие лица околу господинот Мицковски не се борат за доброто на граѓаните и државата, туку само за личната слобода, лични интереси и кариера. Изминативе години, со случувањата во државата, многу пати се уверивме во тоа. Неказнивоста на политичките бандити е символ на соработката помеѓу овие двајца лицемерни лидери на СДСМ-1 и СДСМ-2 или ДПМНЕ. Тоа што криминалците, политичари не одговараат пред законите, најмногу им одговара на нив двајцата. И со тоа се продолжува злоупотребата на јавните политички функции за семејно богатење. Дополнително од овдека, сакам да упатам прашање до моите политички конкуренти во првата изборна единица. Првото прашање е до господинот Никола Димитров. Господине Димитров, ве повикувам да кажете, да и кажете не на мене, на македонската јавност, каде се гаранциите од Преспа за европската интеграција на Македонија? Оние гаранции кои ги ветивте уште на грчка територија при подпишување на договорот. Другото прашање е упатено на господјата Гордана Силјановска-Давкова. Господјо Давкова-Силјановска, македонскиот народ сака да знае што направивте вие во последните 30 години како министерка и универзитетски професор за правото и правдата во земјава. Дали со личен пример покажавте дека министрите треба само да се богатат и тоа ли се тие право и правда за кои се залага обновата на која вие денес си припаѓате?
Дали сте свесна, господјо Давкова, во чии раце сте денес и за кого работите во Мермерната палата? И што и која задача ве има доделено? Дали се борите да се врати бандитизмот во земјава, праксата на неказнивост, и дали тоа е таа ваша визија за правото и правдата во земјава? И последно прашање за вас. Како планирате да се поништи Преспанскиот договор, а во исто време да не ставите на брзи шини за Европската Унија? Наместо лаги и лични интереси, сите ние кандидатите од македонски концепт или граѓанските кандидати на граѓанските листи по број 10 се залагаме за казнивост на политичарите, политичка одговорност, кривично дело лажно политичко ветување и финансиска лустрација на политичарите, функционерите и на сите што се на јавни функции почнувајќи од мене. Со вакви закони ќе дојдеме до вистински граѓански парламент, кој што ќе работи во функција на граѓаните и само за интересот на граѓаните. Само гласот за број 10 е глас за победа на граѓаните врз политичарите. Ви благодарам.